K15! Баш нек ти бев да се би дари у Франкфурт на бајда, али што ќе ви причам за Франкфурт, знаете све, мене вака од путувањето што ми остави утисак е тоа што кога се возе со авион, кога чекавме и пред мене имаше многу привремени работници што са у иноземство и то. И он иде вака и тој пред мене вика со една корпа оваква една за на пазар, со и да чекираме картите, пошто јас сум летал више пути и од ова не зна и вика ајде и таму вика ба господине ова не може, вика молим те да уđe само па после и вика како ќе уđe од тоа не зна и од ово док ово и влеговме у авионот и таа тетката ни вика пушачите од лева страна, не пушачите од десна, е вика фала и онда продолжаваме и идеме така и ја таба да седам и она што е на авионите пред мене и паѓа и викам кај ова дали ќе дојде до мене, седав до него, то паѓа и онда продолживме и до мене тој што седна еден така при време да работа бил у Швицарска и се враќа тамо и онака почнавме една неврзана конверзација и тој Франкфурт иде, авионот иде Франкфурт Скопје и он ме пита вака пошто се гледа куртуазен дечко овака и вика се извидам, вие до Скопје идете? И ја го гледам збунет и викам, па авионот иде до Скопје, дели? И вика, не, да, пошто е после уште 100 километара до Гостивар. И то, и така почнавме една неврзана конверзација ово и мене баш ме занимаше како са со приходи у Швицарска, у Немачка, ова, и он ми вика да боле било у Швицарска, пошто боле плачале, у Немачка не плачале и они тамо не бејале, не поправљале, него ако ти се поквари нешто, само ќе ти го сменат делот. И од исто од таа анегдота вака што ми остана и е то што они се многу задоволни од тоа што нашите политичари како ја водат надворешната политика. И еве да примере тоа што кога го прашале тој пријателот му рекле абе, кај е то Македонија, ние де сме чуле све? И они вика, бе, тоа е тука Балкан, ово, одо, Грција, Мрција, едно друго. И они све, и они кога му рекле тоа све, добро. И вика, и он ми вика, и они мене ме питат дали Македонија има вода. И ја го гледам вака, не ми е јасно, и после ми појасни, мислим за летовање, ово, и тоа мислам, и така да нашите политичари не обраќат доволно адекватно внимание за туризмот, и то. И после тоа дојде таа тетката стюардесата, со то количката овака, едно тркалци фалеше, и оди вака гурава, и вика кисела вода или сок, викам сок, и ми дадова сок, и после тоа не знам да се стиша, и ја викам што се деси, и од авионот слетое, и сите аплауз, кечиња у воздух и това. Сега ја уште можем да ви причам вака до сабале, меѓутоа брзам, треба малиот да го запишем у ГУЦ, пошто ќе ги фатат убавите места за школовање. K15!